Почна подготовките за посета на папата на Скопје во мај. Каква порака ќе донесе? САД предлагаат помал буџет за ракетна безбедност. Аналитичарите гледаат зголемена закана од Русија и Кина. Нов Зеланд најави забрана на автоматско и полуавтоматско оружје по масакрот во џамиите пред една недела. Истовремено, во тек се погребните церемонии за жртвите. Почнуваме веднаш, останете со нас. Поздрав од Вашингтон, ова е ТВ журналот Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Нов Зеланд најави дека ќе забрани употреба на полуавтоматско и автоматско оружје. Ваквата одлука доаѓа една недела по масакрот во двете џамии, при кои беа убиени 50 лица. Забраната вклучува и поседување голем арсенал муниција и додатни делови за смртоносно оружје. Премиерката најави владина кампања за откупување на таквото оружје со цел да ги охрабри собствениците да го предадат. Парламентот се очекува да ја одобри забраната, која ќе се врати на работа уште на првата седница во средината на април. Во меѓувреме, почна да се одржуваат погребите на 50 жртви од двата напади. Полицијата соопшти дека сите тела се идентификувани. Британската премиерка Тереза Меј ке се обиде да ги убеди лидерите од Европската унија денеска во Брисел да одобрат 3-месечно одложување на периодот кога треба да се случи Брекзит. Пред Меј да отпатува за Брисел, упати писмо со такво барање до председателот на Европскиот совет Доналд Туск. Туск возврати дека кусото одложување на Брекзит може да се случи само ако британскиот парламент гласа за договорот што го постигнаа британските законодавци со преговарачите од Европската унија. Мозамбик жали по илјадници жртви во јужните делови во Африка што загинаа при циклонот Идај. Официјални лица потврдија дека во Мозамбик, Зимбабве и Малави животот го загубиле повеќе од 300 лица. Метеоролозите предупредуваат дека се очекуваат поројни дождови и објавија опасност од пораст на нивото на водите. Стејт департментот објави дека САД ги поддржуваат спасувачките и хуманитарните напори во координација со сојузниците. А додека САД размислуваат за намалување на буџетот за ракетна одбрана, Русија, Кина, Иран и Северна Кореја ги зголемуваат балистичките капацитети. Аналитичарите на оваа гледаат како закана. Брајан Паден со анализа. Според податоци од Пентагон, Кина има околу 125 нуклеарни проектили што може да бидат закана за САД. Русија разви проектили со долг дострел, а со кои, според САД, се прекршува договорот за контрола на нуклеарното вооружување. На големиот руски арсенал се додадени и суперсонични и супербрзи проектили. Северна Кореја забрзано развива интерконтинентални балистички проектили, а би можела и да ги обнови нуклеарните тестови ако пропаднат разговорите со САД. Иран неодамна се пофали со проектил со долг дострел, а имаше и неуспешен обид за лансирање сателит. САД реагира дека тоа е прекршување на забраната за развој на балистичка ракетна технологија. Администрацијата на Трамп ги прошири системите за ракетна одбрана, кои користат силни радари и пресретнувачи со кои може да се соборуваат проектили во воздух. САД имаат 44 пресретнувачи кои се сместени во Аљаска, а планирани се и многу повеќе кои можат од голема височина да соберат проектили со долг дострел. Системите Аигис, ТААД и Патриот се дизајнирани да соберат проектили со среден и краток дострел. Сепак, безбедносните аналитичари се загрижени од кратењето на буџетот. Владата на САД треба да ја зголеми способноста за противракетна одбрана, што значи распоредување на повеќе пресретнувачи на домашна територија. Таа се залага и за развој на ласерска технологија, за да се уништуваат проектили уште во фазата на лансирање. Постои загрижености за тоа што ракетните батерии се преместени од Блискиот исток заради заканата од Северна Кореја. Имаме сојузници кај Персискиот залив и кај Североисточна Азија. Од стратешки интерес е да имаме ракетна одбрана. Според аналитичарите, зголемените балистички капацитети на противниците на САД создава потреба од соодветни инвестиции во одбранбената ракетна технологија. А од вестите дома, подготовки за првото доаѓање на папата во Скопје. Владата на овој настан гледа не само како на чест, туку и како на порака. Владимир Мирчевски има повеќе. 10 часа, толку ќе трае историската посета на папата Франциск, кој на 7 мај доаѓа во Скопје. За владата, првото доаѓање на еден поглавар на Римокатоличката црква во земјава не представува само символика и чест,
туку и голема порака. Се реализира во годината кога одбележуваме 25 години од воспоставувањето на дипломатски односи и представува потврда на пријателските односи и соработката заснована на значајни историски врски, споделени духовни вредности и традиции. Во овој контекст неодминливо е споменувањето на светите ликови на мајка Тереза, како и на светите браќа словенските просветители Кирил и Методий. Папата ќе биде пречекан на Скопскиот аеродром, додека официјалната церемонија ќе се одржи во претседателската вила на Водно. Тој ќе се сретне со шефот на државата, со премиерот и со владиниот врв. Папата ќе ја посети спомен куќата на мајка Тереза, каде ќе се сретне со верските лидери. Централната миса ќе се одржи на плоштадот Македонија. Од првиот ден на својот понтификат изворено внимание посветува на така наречениот мал човек. Католичката црква, според бројот на верници во нашата земја, е незначителен. Сепак во свеста на папата Франциск нема незначителни луѓе. Едноставно и таквите сака да ги посети, охрабри и да биде солидарен со малите заедници на црквите. Но тој покрај поглавар на црквата е и државник, затоа неговата посета е посета на црквата и државата. Се разгледува опцијата папата со автомобил да се прошета низ Скопје и да се поздрави со граѓаните верниците. Посетата, која ќе биде покриена на највисоко безбедносно ниво, е подготвувана подолг период. Изработена е и посебна веб страница papa.mk на која ќе се објавуваат сите информации и новости поврзани со доаѓањето на папата во Македонија. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. А се повеќе странски спортски клубови го користат Охрид за тренирање. Неодамна дојдоа и кајакари од Полска. Мики Трајковски разговараше со нив. 12 полски кајакари од кајак клубот Енергетика од градот Познај 3 недели се подготвуваа во Охрид за предизвиците кои им престојат во нивната матична земја и надпреварите ширум светот. Велат дека градот и Охридското езеро нудат идеални услови за тоа, особено во овој период од годината. Во Охрид се во втор пат, откако во август минатата година настапувале на овдешната Линденска регата. Зошто Охрид? Затоа што местото е одлично за тренинг. Езерото е големо, убаво е да се гледа, но и да се тренира во него. 22 дена останавме овде. Тоа е многу, но се беше во ред и одлично се подготвивме. Славек, кој е еден од најтрофените кајакари во Полска, заедно со неговите другари, тренираа и по 2 пати на ден. Нивниот тренер вели дека Охрид може да привлече и други спортисти од Полска, но и многу пошироко. Длачего Охрид? Зошто Охрид? Пред се затоа што назима овде е многу потопло отколку кај нас. Кај нас тренизите назима се потешки, овде условите во овој период се одлични. Езерото е долго и можеме да тренираме слободно. Исто така, луѓето овде се пријателски расположени. Заедно со нив тренираа и домаќините од кајак клубот Стрмец од Охрид. Велат дека научиле многу, бидејќи 8 од полските кајакари се шампиони на својата држава, а 5 биле и светски прваци во нивните категории. Многу искуство ми донесе и многу научив. И техника, и подготовки, какви тренинзи да се прават. Но не е само езерото. За да Охрид привлече повеќе странски кајак клубови, потребна е соодветна инфраструктура со која градот засега не располага. Ни фали доста опрема од кајаци, хангарни триби, све нас немаме каде да ни дојдат гостите да ги сместиме прво. Моите пријатели од Полска ми даваат поклон четверец, едносет, двосет, кану двохлек. Но тренерот на полскиот клуб вели дека со оглед на природните услови, Полската федерација може да помогне и да ги подигне техничките услови во Охрид и на тој начин да се донесат и други екипи на подготовки. За тоа веќе било разговарано и со охридските локални власти. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски. Благодарам што не гледавте, пријатно до утре.